Добар ден, драги ученици, јас сум Жаклина Ристовска, оделински наставник во Основно училиште Браќа Миладиновци, Аеродром Скопје. Денес ќе ве запознам со религиите и верските институции во Република Македонија. На почетната страна, како што гледате, имаме црква, синагога и џамија. Чиви се овие верски објекти и на која религија припаѓаат, ќе видите подоцна. Што ќе научите? Ќе знаете кои религии се застапени во Македонија. Ќе научите што е религија и верска заедница. Ќе дознаете во што веруваат припадниците на разни религии. Ќе се запознаете и разликувате верските објекти на религиите во Македонија. Ќе знаете и толкувате кои се заедничките обетувања за сите религии. Овде на сликите се представени светите книги на разни религии. Ова е светата книга Библијата на христијанската религија, Тората на јудаиската, еврејската религија и Куранот на исламската религија, кои се застапени во Република Македонија. Но одиме поред. Поими кои ќе станат дел од вашиот речник и ќе се знаете тоа што е религија и што е верска заедница. На оваа слика ја гледаме Мајка Тереза, која припаѓа на христијанската религија или поточно на католиците. Ќе видите во христијанската религија има повеќе поделби, но сите се едно, тоа е христијанска религија. Овде е припадници, верници на исламската религија, еве како на кој начин тие се молат, и овде се исто така верници од христијанската религија на некој верски христијански празник. Што е религија? Религија е верување во надприродни суштества, кон кои верниците имаат посебни чувства, практикуваат ритуали и обреди, почитуваат одредени символи и се организираат во религиски организации. Верувам дека е јасно. Што е верска заедница? Верска заедница се религиозни организации на верски заедници и религиозни групи. На оваа слика се покажани символите на три религии. На еврејската религија, јудаизмот, значи да тоа е Давидовата звезда, крстот на христијанската религија и полумесечина со петокрака на исламската религија. Подетално да се запознаеме со секоја религија. Во Република Македонија најмногу верници има од христијанската и исламската религија, но има и од јудејската религија. Христијанската, исламската и еврејската религија се монеистички религии. Што е тоа монеистички религија? Тоа е религија каде што луѓето, верниците, веруваат во еден Бог. Христијанската религија. Христијанската религија се заснова врз животот, учењата и делата на Исус Христос. Ова е слика од Исус Христос. Символ на христијанството е крстот. Одека верски објекти се црквите и манастирите. Како што гледате, овде имаме слика на една црква, плаушник, тоа е во Охрид. Символот на христијанството и светата книга на христијанството, тоа е Библијата. А ова е Исус Христос. Да видиме православните христијани како се организираат. Се организираат во Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Но дел од христијаните во Република Македонија се организирани во католичка црква, евангелиско-методистичка црква и други помали верски заедници. Еве како изгледа православна црква, како изгледа евангелистичко-методистичка црква, како изгледа католичка црква. Сите ги имаат основните бележја, крстот, Исус Христос, но има известни разлики. Но сите влегуваат во христијанската религија. Исламската религија. Припадниците на исламот веруваат во пророкот Мухамед, веруваат во Аллах, што значи Бог, Господ,
а Мухамед е пророкот и се организирани во исламска верска заедница во Република Македонија. Верски објекти се џамиите и медресите. Символ на исламот е полумесечина и петокрака звезда. На оваа верска заедница во нашата држава главно припаѓаат верниците албанци, турци, бошњаци, роми и македонци, муслимани. Ова е светата книга на исламската религија, тоа и се вика Куран. Јудејската религија. Во Република Македонија има известна група луѓе кои се веруваат во јудеизмот и тоа е нивната определба за религија, или обично јудеизмот е религија на евреите. Евреите се народ кој живее во Израел, но ги има во сите краишта на целиот свет. Јудејската религија настанала 2000 години пред нашата ера, значи 2000 години пред настанокот на христијанската религија. Верски објекти на јудеизмот е синагогата. Еве како изгледа синагогата. Инаку многу е важно да се знае дека јудеизмот представува основа од која што се развиле и христијанството и исламот. Кои се символи? Давидовата звезда, менората, тоа е седмокрак свекник кој е направен од злато и тежи околу 30 кг. Ова е светата книга на јудејската религија, Тора, а ова е пророкот Мојсија. Јудизмот е прва монеистичка религија во историјата и се верува во еден бог наречен кој го викаат Јахве. Јудејската религија е представена со еврејска верска заедница во Македонија. Што е заедничко за сите религии? Заедничко за сите религии се убедувањата за мир. Еве галебот е символ на мирот. Слога. Еве како се ги подаваат рацете луѓето и значи како ова е асоцирано на слога. Љубов, срцето со цветови. Да се помага на болните и слабите и сиромашните и да не се нанесува болка на луѓето околу нас. Значи тоа е заедничко за сите религии. Без разлика дали сте припадник на исламот, јудеизмот, христијанството или други религии, значи има и други религии во светот, но кажуваме дека овие три се најзастапени во Република Македонија. Тоа е отприлика за религиите, најосновните податоци, мислам дека ви е јасно, а сега ви предлагам да направите еден проект, истражувате за верските празници на верниците во нашата држава, па е еден мој предлог да истражувате за Великден, Божич, Ханука и Рамазан Бајрам. За Великден и Божич е карактеристично што на Великден се слави, затоа што на тој ден Исус Христос воскреснал и сите велиме Христос воскресе, на вистина воскресе и на тој ден верниците од христијанската религија вапцаат јајца, одат во црква и прават обреди за прикладни за тој празник. Божич е исто така голем христијански празник, а се слави затоа што на тој ден се родил Исус Христос и се вели Христос се роди, на вистина се роди. Ханука е еврејски празник на светлината кој трае 8 дена и 8 ноќи. Имаат во еврејската религија има и други празници, но ако сакате можете и да истражувате. И Рамазан Бајрам, еден од најголемите празници во исламот, каде што после 30-дневен рамазански пост, значи еден месец постат, следува 3-дневен рамазански бајрам кој се смета за голем празник во исламот. И е една слика со џамија како верниците го слават овој ден. Се надевам дека доста интересни податоци научивте, па да видиме на овие 5 искази како ќе одговорите. Доколку сметате дека е точно со овој знак, а доколку сметате дека не е точно со X. Па да видиме.
Верски објект на христијанството се црквите и манастирите. Заедничко за сите религии се обидувањата за мир, слога, љубов, да се помага на болните, слабите и сиромашните, да не се нанесува болка на луѓето околу нас. Религија е верување во надприродни суштества кон кои верниците имаат посебни чувства и практикуваат ритуали и обреди, почитуваат одредени символи и се организираат во религиски организации. Во Република Македонија најмногу верници има од христијанската и исламската религија. Најстара монотеистичка религија е христијанството. Еве, јас ќе ви помогнам. Има 4 точни и 1 неточен одговор. Се надевам дека би беше интересно. Доста работи за религиите научивте кои се најзастапени религии и се надевам дека ќе изработите еден прекрасен проект со најголемите верски празници на сите 3 религии.